Граѓаните точно знаат кој го штити криминалот и кој не сака да има одговорност за сите злоупотреби што биле правени. Ставот на СДСМ и на пратеничката група во однос на разрешувањето на Катица Јанева е повеќе од јасен. Нашите пратеници гласа за нејзино разрешување и на Комисијата за прашања за избори и именувања, а ќе гласаат и денес на оваа пленарна седница. Но исто така мора да нагласам дека ние и како партија и како пратеничка група сме одлучни и истрајни. Правда мора да има. Правда мора да има и ќе има за секој што се огрешил пред законот. Сега веќе е кристално јасно зошто политичкиот диалог и средбите меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ не успеваат. Не успеваат затоа што ЗАЕВ и СДСМ сакаат да продолжат предметите и истрагите на специјалното јавно обвинителство, а Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ прават се тие да запрат. Се друго е лажна вест. Во повеќе наврати изминатиот период се покажа кој е за правда и правдина, за вистинска борба против криминалот и висока корупција и за еднаквост пред законите. Лагите и манипулациите на ВМРО-ДПМНЕ, лажните обвинувања, лажните вести нема да помогнат да се смени сликата што имаат граѓаните. А тоа е дека ВМРО-ДПМНЕ со години наназад во ВМРО-ДПМНЕ царуваше криминалот и корупцијата. Лажните тврдења дека ЗАЕВ и СДСМ не сакаат договор со опозицијата, зашто наводно сакал да ја контролира истрагата за Рекет, не успеваат. Вчера премиерот беше повеќе од јасен. Му предложи на Мицкоски да се формира ново обвинителство за висока корупција кој ќе го води обвинител кој тој ќе го предложи, но под услов со законски механизам да се обезбеди дека предметите и истрагите на СЕО ќе продолжат. Што може повеќе од ова, почитувани колеги? Ајде да видиме дали СДСМ стравува од Рекет или Мицкоски е контролиран од неговиот ментор од Будимпешта и по секоја цена сака да издействува амнестија за неколкумина клучни играчи на претходниот режим. Нашите намери се јасни. Нашите намери се да обезбедиме висок степен на консензус за новиот закон за јавно обвинителство, кој содржи механизми за решавање на статусот на СЕО. Но од друга страна, добиваме сигнали дека тие имаат една и единствена цел, низ различни пристапи, обструкции и правни недоречености по секоја цена да ги пропаднат и уништат предметите и истрагите водени од СЕО. Поразително за граѓаните е што ВМРО-ДПМНЕ не чувствува минимум одговорност, што со своето негативно поведение ја држат во заложништво сигурната иднина на граѓаните и свесно работат на штета на евроатлантските интеграции. Многу добро знаете дека од решавањето на статусот на СЕО во голема мера зависи дали ќе добиеме датум за преговори со Европската Унија. Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ ја жртвуваа иднината на државата, само да го амнестираат криминалот на ВМРО-ДПМНЕ. Но кога видоа дека и покрај случајот Рекет и покрај блокадата на носењето на законот за јавно обвинителство нема да успеат да го заштитат криминалот, почна нервозата. Почитувани граѓани, тешко лицемерие е било кој од ВМРО-ДПМНЕ да обвинува за криминал и корупција, кога ниту еден од нив, ниту еден, не собра храброст да им се извини на граѓаните за пустошот во периодот од 2006 до 2016 година. Нивниот почесен председател и вистински шеф на партијата е во бегство во Будимпешта. Тоа најдобро зборува за нивните мотиви да прават хистерија. Опозицијата со сите сили се труди да наметне перцепција во јавноста дека скандалот Рекет е сличен со криминалот, корупцијата, пустошот што се случуваше за 11 години за време на претходниот режим. Со сите сили се труди да направи сличност помеѓу две влади предводени од две различни партии.
бадијала се мачат. Ние не сме и никогаш нема да бидеме исти. Разликата е огромна. Сега секој кој се огрешил пред законите одговара и ќе одговара. Ајде запрашајте се кога во време на Груевски можело да се замисли јавен обвинител да биде во притвор.